Аха, замислете си една типична училница по биологија. Класика. Значи, тишина, оној карактеристичен мирис на формалдехид во воздухот и на секоја маса има мртва жаба подготвена за сецирање. Сите сме биле тама. Да. И повеќето ученици некако послушно си го следат упатството од учебникот. Мислам, се обидуваат само да ја добијат таа преодна оценка. Но едно 15-годишно момче, видно фрустрирано од целиот тој процес, едноставно го спушта скалпелот, го погледнува директно својот ментор и поставува едно многу едноставно, но суштинско прашање. Вели, како сецирањето на оваа мртва жаба ќе ми помогне еден ден да купам нов автомобил? Леле, тоа прашање е брилијантно, бидејќи, види, буквално го крши целиот тој илузорен меур на традиционалниот образовен систем. Точно. Навистина ја погодува самата суштина на еден огромен проблем. Каква е всушност вистинската, опиплива врска помеѓу она што се учи во училишните клупи и реалниот суров свет на финансиите кој не чека надвор од нив? Токму тоа. И кога менторот, кого момчето инаку го нарекува својот богат татко, го прашува што велат учителите за сето ова? Веројатно на стандардната реченица. Апсолутно. Момчето одговара со она автоматизирана фраза, вели, велат дека морам да добијам добри оценки за да најдам сигурна работа. И оваа анегдота е всушност почетната точка на Роберт Киосаки и Шерон Вектер во книгата Деловна школа. И токму овие концепти ќе ги разглобиме во нашата денешна длабинска анализа. Оваа приказна совршено ја илустрира основната разлика помеѓу два сосема различни света на совети. Да, два различни менталитети. Точно. Од една страна го имаме биолошкиот, така да кажам, сиромашен татко, чија филозофија е онаа класичната. Оди на училиште, доби добри оценки, најди сигурна работа со бенефиции и работи напорно. А од друга страна е богатиот татко, кој има сосема поинаква парадигма. Значи, неговата логика е, ако сакаш да бидеш вистински слободен, мораш да научиш како да поседуваш систем, а не само да бидеш дел од него. Токму тука сакам да се задржиме. Види, за да разбереме зошто толку многу луѓе се мачат со своите финансии, од првата до последната плата, прво мора да навлеземе во механиката на она што ни се предава. Изворите многу прецизно дефинираат дека постојат три основни типа на образование во современиот свет. Првото е схоластичното образование. Тоа е она основното, нели? Читање, пишување. Да, апсолутната основа. Учење како да читаме, да пишуваме и да решаваме основни математички проблеми. Што Ишторно, никој не спори дека е клучно. Мислам, без тоа не можеме ни да функционираме во општеството. Се разбира. Потоа, веднаш штом ќе го совладаме тоа, преминуваме на второто ниво, а тоа е професионалното образование. Значи факултети, занаети? Точно. Ова е едукацијата која не подготвува да работиме за пари. Без разлика дали станува збор за медицински факултет кој создава лекари, правен за адвокати или пак некое специализирано училиште за програмери, водовоđи и електричари. Сите тие имаат иста цел. Да. Сите овие институции имаат една единствена цел, а тоа е да создадат извонредни работници или специјалисти. Но, тука лежи најголемиот структурен проблем. Училиштата нудат само схоластично и професионално образование. И тука застануваат. Токму така. Тие целосно, речеши намерно, го игнорираат третиот тип, а тоа е финансиското образование. Океј, ајде да го разложиме ова малку подлабоко. Финансиското образование е всушност вештината како парите да работат за нас, наместо ние континуирано да работиме за парите. Точно. Многу често луѓето ја користат онаа метафора дека училиштето не прави запчаници во машина. Но искрено, јас мислам дека постои една многу подобра аналогија. Баш ме интересира. Традиционалниот образовен систем всушност не подготвува да бидеме батерии. Интересно. Да, види, не учат како да бидеме полни со енергија и знање, за потоа некој друг да не стави во својот уред. И ние го напојуваме тој уред со години, ја даваме нашата енергија, нашето време, нашиот труд. Но штом батеријата ќе се истроши, штом ќе дојде до пензија или едноставно исцрпеност,
Таа едноставно се заменува со нова. Апсолутно. Системот никогаш не учи како ние самите да го поседуваме уредот. Тоа е извонредна аналогија. Системот бара одлични батерии. И последиците од овој недостаток на финансиска едукација не се само некакви индивидуални фрустрации. Изворите предупредуваат дека тие водат кон вистинска масовна финансиска катастрофа. Како тоа се манифестира во пракса? Па, што се случува кога човек нема финансиска интелигенција? Тој прави потези базирани на страв и слепа доверба. Ги предава своите тешко заработени пари на разни финансиски советници. Инвестира во високоризични заеднички фондови или пензиски планови. И тоа без воопшто да ја разбира механиката на тие инвестиции. Токму така. Луѓето се потпираат на државата или на компанијата да се погрижи за нив. И на крајот механизмот пука. Се соочуваат со суровата реалност дека немаат ни приближно доволно средства за пристојна пензија, а уште помалку за оние астрономски медицински трошоци. Значи, едноставно ја предале контролата врз сопствениот живот на луѓе кои профитираат од нивното незнаење. Да, она што е фасцинантно овде е каква култура генерира тој професионален систем. Бидејќи сите се обучени да бидат работници, се создава култура на преживување на најспособните. Конкуренција уште од мали ноце. Уште од првиот ден на училиште, преку системот на оценување, децата се учат да се надпреваруваат едни со други. Ако ти добиеш 5, а јас единица, ти се подобар. И тој ригиден менталитет потоа природно преминува во корпоративниот свет. Апсолутно. Тамо, соработниците не се гледаат како партнери во создавањето нешто поголемо, туку како директна конкуренција на патот кон врвот на скалилото. За некој да добие унапредување или бонус, друг мора да изгуби. Тоа е игра со нулта сума. Токму така. Искрено, тоа е на вистина депримирачка слика за секојдневието. Но ако огромното мнозинство од луѓето се заглавени во овој надпреварувачки циклус на продавање на своето време, логично следи прашањето. Што прават богатите поразлично? Тука доаѓаме до главната поента. Како тие излегуваат од оваа парадигма? Изворите тука нудат една многу едноставна, но моќна теза. Богатите луѓе не бараат работа. Тие градат мрежи. Мрежи. И тука приказната за Томас Едисон е апсолутно клучна. Повеќето луѓе мислат дека Едисон е познат и богат исклучиво затоа што ја измислил сијалицата. Го замислуваме некако како осамен гений во лабораторија. Што е историски неточно. Мислам, Едисон всушност дури и не ја измислил првата сијалица. Стварно? Да, тој само зел постоечки концепти и ги усовршил за да бидат комерцијално практични. Но тука лежи клучниот механизам на неговото богатство. Неговиот вистински гений не бил самиот стаклен балон со влакно. Значи не бил самиот производ. Не. Сијалицата сама по себе е бескорисна ако нема струја да ја напојува. Вистинското богатство на Едисон дошло од фактот што тој ја изградил мрежата. Значи, огромниот систем на електрични водови, релејни станици, бакарни жици и генератори кои ја напојувале таа сијалица. Тој ја основал компанијата General Electric. И она што луѓето често го забораваат е дека Едисон во својата младост работел како телеграфски оператор. Ова е многу важен детал. Да. Тој секојдневно гледал како функционира еден комуникацијски систем. Гледал како вредноста се создава преку поврзување на различни точки во една голема мрежа. Еве каде станува на вистина интересно во нашево истражување. Повеќето луѓе го гледат само дрвото. Во овој случај, физичкиот производ, сијалицата. Но богатите луѓе, оние со финансиска интелигенција, ја гледаат шумата, ја гледаат електричната мрежа. Разликата е во видот на приходот. Ако продавате сијалици, имате линеарен приход. Продавате една сијалица, добивате малку пари. Точно. Замена на време за пари. Да. Но ако ја поседувате мрежата, вие имате приход кој се мултиплицира. Тоа е така наречен лост или леверидж. Секој пат кога некој ќе вклучи прекинувач, вие заработувате. Апсолутно. И тоа не важи само за Едисон. Изворите спомнуваат дека Џон Ди Рокфелер не стана најбогатиот човек само копајки нафта. Тој изградил мрежа од бензински пумпи, камиони и нафтоводи.
Бил Гейтс не стана милиардер произведувајќи физички компјутери, тој изградил оперативен систем, значи софтверска мрежа која ги поврзува сите компјутери на IBM. И тука совршено се вклопува една извонредна историска анегдота за Хенри Форд, која длабоко ја илустрира оваа разлика помеѓу школското размислување и мрежното размислување. Ајде да ја слушнева. Форд, како што знаеме, бил еден од најголемите индустријалци, но често бил исмејуван и критикуван од така наречените интелектуални елити поради неговиот недостаток на формално образование. Да, го сметале за неук. Точно. И еден ден, група академици одлучиле јавно да го тестираат за да докажат дека тој е всушност неук човек, кој само имал среќа. Го ставиле на обвинителна клупа, метафорично кажано, и почнале да му поставуваат високотехнички прашања. Што го прашувале? Го прашувале работи како колкава е точната цврстина на валаниот шелик што се користи во неговите автомобили или некои многу специфични инженерски формули. Значи класично школско испрашување, каде поентата е чисто меморирање на факти. Да. Сакале да го фатат во незнаење. И Форд секако не ги знаел тие одговори напамет, но наместо да се збуни, тој едноставно посочил кон низата копчиња на своето биро. Им објаснил дека со притискање на вистинското копче, тој може во секој момент да повика кој било експерт од неговата мрежа. Значи металурзи, инженери, сметководители, кои веднаш ќе му го дадат точниот податок. Брилијантно. Да. Кога академиците триумфално изјавиле дека тоа само докажува оти тој е необразован, Форд им дал страшен одговор. Што им рекол? Им кажал дека неговата работа не е да го трупа својот ум со тривијални податоци кои тие ги сметаат за интелигенција. Неговата работа е да задржи бистар ум за да може да размислува стратешки и да управува со целиот систем. Тој буквално им рекол дека ангажирал луѓе со нивните дипломи за да ги знаат тие факти за него. Леле, ова е неверојатно моćна промена на перспективата. Мислам, тоа целосно ја саботира таа длабоко вкоренета школска идеја дека паметните луѓе мора да знаат апсолутно се, да бидат енциклопедии на две нозе. Точно. Напротив, вистински паметните луѓе само знаат како да организираат мрежа од туѓи знаења и ресурси. Самиот Форд има кажано една реченица која совршено го сумира ова. Вели: размислувањето е најтешката работа што постои. Затоа толку малку луѓе се занимаваат со тоа. Апсолутно. И ако го поврземе ова со механиката на современиот бизнис, концептот на мрежи објаснува речиси се околу нас. Која е вистинската разлика помеѓу сопственикот на еден одличен локален ресторан за хамбургери и глобалната империја на Макдоналдс? Сигурно не е хамбургерот. Разликата дефинитивно не е во квалитетот на месото. Многу често, локалниот малски ресторан има данеку повкусен и поквалитетен хамбургер од Макдоналдс, но локалниот собственик има линеарен бизнис. Да, тој мора лично да биде таму. Тој мора да биде таму за да го направи хамбургерот. Разликата е во тоа што Рей Крок, човекот кој го прошири Макдоналдс, не се фокусираше на правење подоба хамбургер. Тој изгради огромна мрежа на франшизи. Мрежата е таа што генерира вистинско пасивно богатство преку лост, а не изолираниот производ или занаетничката вештина. Добро, види вака. Сето ова звучи одлично во теорија. Градење мрежи е патот кон слободата, левереджот е клучот и се тоа супер. Но, да бидеме реални. Ајде. Ако човек оди на работа секој ден, работи од 9 до 5, плаќа кредити и сметки и дефинитивно нема неколку милиони долари вишок на сметката за да купи франшиза на Макдоналдс. Најчестата ситуација. Па да. Како може тогаш обичен човек да изгради своја собствена мрежа? Тука доаѓаме до оној дел од изворите кој ги категоризира различните методи за збогатување. Да, тука имаме една многу детална и брутално искрена анализа. Се набројуваат 10 традиционални начини на кои луѓето се обидуваат да дојдат до богатство. Кои се тие? Првиот е очигледен, венчавање за пари. Но, како што се вели таму, секој знае која е психолошката цена на тоа. Дефинитивно. Потоа тука се измамата, криминалот и алчноста.
Проблемот со тоа е што човек мора да живее во постојан параноичен страф од законот или од своите така наречени партнери. Може да се обидете да живеете и исклучително ефтино, да штедете на секој денар. Но трагедијата на овој пристап е што на крајот од животот, дури и да имате пари на сметка, вие всушност сте проживееле живот како сиромав човек. Да, сте си скратиле секакво задоволство. А што е со напорната работа? Мислам, тоа е лекцијата со која сите сме израснати. Она, работи напорно, биди вреден и ќе успееш. Тука механиката на даночниот систем ни ја покажува суровата реалност. Напорната физичка работа за плата е всушност најнеефикасниот пат кон богатството. Зошто? Поради начинот на кој државата го третира активниот приход. Приходот од плата е секогаш најмногу оданочен. Колку повеќе човек работи и заработува преку плата, толку повисока е даночната стапка што му се наметнува. Данокот расте. Да. Често пати земајки и до 40 или 50% од сработеното. Од друга страна, приходот кој доаѓа од инвестиции или од мрежи се оданочува со многу пониски стапки. Значи, системот буквално го казнува оно што работи најмногу физички. Леле, колку е тоа точно? Кои се другите начини? Понатаму, другите начини вклучуваат поседување исклучителен талент. Да речеме, да бидете спортска звезда како Тајгер Вудс или Меси. Но статистиката покажува дека огромен процент од спортистите банкротираат веднаш по завршувањето на кариерата бидејќи немаат финансиска писменост. Тука е и чистата среќа преку лотарија, каде феноменот е ист, луѓето ги губат милионите за неколку години. Секако, тука е наследството, но за тоа човек треба да ја има таа генетика на раѓање во вистинското семејство, што искрено не е нешто што можеме да го планираме. Топно така. 8-миот и 9-тиот начин се најлегитимни, но најтешки. Тоа се инвестирање во недвижнини или акции и градење корпорација од нула. Кои бараат огромно знаење. До двата методи барат огромно ниво на финансиска едукација, страшно многу време и носат огромни ризици. Повеќето старта бизниси пропаѓаат во првите 5 години. Значи, за просечниот човек, сите овие 10 опции се или премногу ризични, ексклузивни или базирани на среќа. И откако ги исцрпиме сите овие опции, доаѓаме до оној фамозен начин број 11 од изворите, мрежниот маркетинг. 11-тиот начин, да. И сега, морам да запрам тука и да бидам целосно искрена. Значи, кога ќе се спомне терминот мрежен маркетинг, кај огромно мнозинство луѓе, вклучително и кај мене, веднаш се вклучува еден силен аларм за скептицизам. Нормално. Луѓето веднаш помислуваат на пирамидални шеми, помислуваат на оние напорни пораки на социјалните мрежи од стари познаници од средно училиште, кои однаш сакаат да пијат кафе и да ви понудат некаква животна бизнис можност. Да, сите сме ги добиле тие пораки. Мислам, тоа е индустрија со доста контроверзна репутација, каде многу луѓе на дното всушност губат пари. Како воопшто една сериозна анализа за финансии го оправдува ова? Тоа е совршено валидна реакција и тоа е всушност првата реакција на речиси секој што размислува критички. Интересно е што и самите автори на почетокот имале апсолутно ист таков став. Стварно? Да, кога првпат му пристапиле на Киосаки со идејата за мрежен маркетинг, тој одбил воопшто да слуша. Го отфрлил како обична измама за луѓе кои бараат лесни пари. Што го натерало да се предомисли? Неговата парадигма се променила благодарение на еден многу специфичен разговор. Тој имал пријател по име Бил. Овој човек не бил некој наивен почетник. Бил исклучително успешен инвеститор во комерцијални недвижнини, со проекти кои вределе стотици милиони долари. Тој веќе имал огромно богатство и буквално никаква потреба за дополнителен приход. Сепак, Киосаки дознал дека Бил активно гради мрежа во компанија за мрежен маркетинг. Па тоа нема смисла. Природно човек се прашува, зошто милионер би се замарал со продавање витамини или козметика? Што му кажал Бил? Бил му објаснил еден длабок, фрустриращи проблем што го имал. Со години, луѓе доаѓале кај него и го прашувале за совети. Го молеле да ги научи како да инвестираат во недвижнини за да излезат од стапицата на платата. Аха. Но Бил не можел да им помогне.
За да влезат во светот на вистинските инвестиции во недвижнини, на тие луѓе им биле потребни $50,000 до $100,000 само како почетен капитал. Просечните луѓе го немале тоа. Дефинитивно не. А уште пострашно, дури и ако ја вложеле целата своја животна заштеда, тие ја немале потребната финансиска едукација и емоционална интелигенција за да се справат со падот на пазарот. Најверојатно би изгубиле се при првата криза. Значи, капиталот не е доволен без знаење. Точно. И Бил сфатил дека мрежниот маркетинг не е за продавање сапуни. Тоа е систем кој го решава овој проблем на бариера за влез. На луѓето им нуди бизнис модел кој можат да го започнат со минимален влог од неколку стотици долари, а воедно да ја добијат практичната едукација за бизнис која инаку чини илјадници долари. Значи, според таа логика, мрежниот маркетинг не е дизајниран за човекот на врвот да продава производи преку своите пријатели. Не. Туку е замислен како алатка преку која луѓето можат да генерираат доволно капитал и знаење за потоцна да инвестираат во вистински средства, како недвижнини. Токму така, и кога била разбрана оваа механика, ставот драстично се променил. Било сватено дека традиционалниот корпоративен свет често е наменет исклучиво за надпреварувачки настроените. Фокусот е само на лично збогатување. Да, фокусот е на лично збогатување и елиминирање на конкуренцијата, додека мрежниот маркетинг во својата идеална форма представува демократизиран систем за создавање богатство. Вратите се отворени за секој што е подготвен да учи, без разлика на неговото минато, образование, пол или раса. Не ви треба престижна диплома за да започнете. Добро, види, ако ја прифатиме оваа теорија, дека концептот има смисла за градење капитал, сепак останува еден огромен практичен проблем. Кој проблем? Како човек да знае што да избере? Пазарот е преплавен. Има илјадници компании кои ветуваат милиони продавајки се. Од некакви тајни сокови од џунглата кои наводно лечат се, до козметика, криптовалути и правни совети. На што треба човек да обрне внимание за да не падне во замка? Ова е можеби најважната дистинкција во целата анализа. Најчестата грешка што ја прават луѓето кога влегуваат во оваа индустрија е што се фокусираат на погрешни работи. Тие се приклучуваат затоа што се заслепени од некаков агресивен компензационски план. Тоа се оние ветувања за брзи, огромни проценти од продажбата на луѓето под нив. Или пак, искрено веруваат дека компанијата пронашла некој чудотворен производ кој буквално сам ќе се продава. Што е илузија. Апсолутно. Изворите тврдат дека ова е целосно погрешен пристап. Да, производот мора да биде легитимен, но тој не е пресуден. Вистинската вредност, која во книгата се нарекува вредност број 2, е пословната едукација. Па што значи сето ова во пракса? Кога велиме едукација, не мислиме на читање брошури за тоа колку витамин С има во производот, нели? Апсолутно не. Зборуваме за трансформацијски вештини, кои не се учат во ниту едно традиционално училиште. Добрите компании од овој тип нудат ригорозни програми за обука, кои ве соочуваат со вашите најголеми стравови. Како, например? Например, стравото до одбивање. Во училиште не учат дека ако сгрешиме или ако некој не одбие, тоа е страшно, добиваме слаба оценка. Точно, те казнуваат за грешка. Да. А во реалниот бизнис свет, вие мора да доживеете стотици одбивања пред да стигнете до успех. Овие системи нудат безбедна средина каде човек учи како да го надмине тој страв. Учат напредни комуникацијски вештини, поставување цели, лидерство и најважно, управување со пари. Значи, ако ја согледаме суштината на овој аргумент, вистинскиот производ на овие компании воопшто не е она што се наоѓа во каталогот. Не е производот. Вистинскиот производ е трансформацијата на самата личност. Процесот на претварање на човек кој размислува како типичен вработен, кој бара сигурност, работи за плата и панично се плаши од грешки, во човек кој размислува како предприемач. Човек кој разбира како да гради системи и прифаќа дека неуспехот е само дел од процесот на учење. Ова покренува едно клучно прашање кое секој треба да си го постави пред воопшто да размисли за ваков чекор.
Дали оваа компанија ја интересира само вашата способност да ги продавате нивните производи на вашето семејство или навистина инвестира време во вашиот долгорочен личен развој? Има огромна разлика. Уникатноста на овој модел е во меѓусебната зависност. Во една традиционална корпорација, вашиот менаџер нема никаков мотив да ве научи на се што знае. Ако ве научи премногу, вие може да му го земете работното место. Тоа е таа култура на страф и конкуренција. Да, но во систем на мрежен маркетинг архитектурата е обратна. Човекот кој ве воведува може да постигне успех само ако вам ви помогне прво вие да станете успешни. Тоа е вграден менторски систем каде успехот е заеднички. Тоа е навистина радикална промена во правилата на играта. Наместо културата на преживување на најспособните, се промовира систем кој се нарекува деловна школа за луѓе кои сакаат да им помагаат на други луѓе. Апсолутно. Значи, ако се обидеме да ги споиме сите овие делови од сложувалката, она што го гледаме денес преку овие извори е една силна критика на парадигмата во која сите живееме. Традиционалното образование, иако е неопходно за основните животни вештини, всушност не подготвува за индустријски свет кој одамна не постои. Точно така. Не програмира да бидеме одлични, лојални работници кои својот труд го вложуваат во туѓи системи, постојано надпреварувајќи се меѓу себе за ограничени ресурси и плати, кои секогаш ќе бидат највисоко оданочени. И паралелно со тоа, историјата на богатството, преку примерите на визионери како Едисон и Форд, ни покажува дека вистинската финансиска слобода и моќ никогаш не лежат во изолирана напорна работа. Не лежат во самото месо на хамбургерот, нели? Да, токму тоа. Тие лежат во разбирањето на концептот на леверидж, во градењето и поседувањето на мрежи. За просечниот човек кој се чувствува заробен во таа матрица на секојдневието, анализата сугерира дека мрежниот маркетинг можеби не е совршен, но представува еден од ретките достапни модели кои нудат и едукација за промена на менталитетот и практичен механизам за градење сопствена мрежа со минимален ризик. Ова дефинитивно отвора сосема нов простор за размислување за секој што е фрустриран од сопствениот финансиски статус, од таа секојдневна трка на преживување. Замислете свет во кој успехот не се мери преку тоа колку колеги сте поминале за да стигнете до следното ниво во компанијата, туку преку тоа колку луѓе сте повлекле нагоре заедно со вас. Тоа е навистина моќна перспектива. Што не води до една навистина провокативна мисла за самиот крај на оваа дискусија. Кога човек ги анализира сите овие концепти за тоа што всушност значи да се биде богат, природно се поставува прашањето: што ако вистинската мерка за нашата финансиска интелигенција воопшто не е бројката што стои на нашата лична банкарска сметка? Што ако вистинскиот доказ за нашето богатство е бројот на луѓе кои сме ги инспирирале, едуцирале и буквално сме им помогнале да станат финансиски независни благодарение на нашето менторство? Тоа е дефинитивно концепт кој вреди да се истражува понатамо.